Одлуките на комисијата со кои се лустрираат наредбодателите не само што се незаконски, туку си одлуки кои негативно влијаат врз идентитетот, самобитноста и самостојноста на македонскиот народ и македонската држава. Конкретно, побарање редно лице, македонски државјанин, да се лустрира наредбодателот кој наредил, односно одобрил негово селедење. Замислете, мнозинството, не знам дали под притисок или по убедување, му удоволува и изгласува одлука дека наредбодателот со издавање на наредба за следење ги прекршил основните човекови права на тоа лице од политички, идеолошки и партиски причини. А се работи за лице кое се изјаснувало. Цитирам. Ово што го цитирам што е напишано во документите, врз основа на кои носиме документи. Значи, лице кој се изјаснувало дека не постои македонски народ, лице кој се изјаснувало дека македонската држава не треба да е самостојна, туку да е во состав на Република Бугарија, лице кој се изјаснувало, цитирам, па ние од секоја сме бугари, лице кој е контактирало со припадници на ВМРО СМД од Република Бугарија, а знаеме дека во програмата на тоа ВМРО СМД е Македонија да биде во состав на бугарска држава, да не биде самостојна држава. Со последните одлуки за лустрација на академиците, сметам дека се разнебитува македонскиот вредносен систем. Се оцрнуваат, како што некој рече, стожерни имиња на нашата култура и уметност. Се оцрнуваат лица кои одиграле историска улога во македонската еманципација, лица кои ни своите дела го афирмирале македонскиот национален идентитет и надвор од границите на Република Македонија. Разрешувањето на безбедносниот столб и обезличувањето на македонската култура и уметност го сметам за директен атак врз македонскиот идентитет и атак врз остварената желба на македонскиот народ за самостојна држава, а што е уште пострашно, тој атак е од внатре. Поради сето тоа, им се обраќам на институциите, посебно на парламентот и Уставниот суд, да ги направат овие измени, да се отстранат одделни одредби од сегашното законско решение, така да нема повторно кршење на човековите права на сопствените граѓани. Онде рекавте дека со огромен ризик по сопствената личната безбедност, дека нема да научите и ќе ги кажувате своите ставови. Дали тоа значи дека веќе имате било како вид на закан? Ја до сега за тоа не сум рекол, меѓутоа да, имав. Имав и дори дојде и полиција, викнав полиција дојде и сами го слушна, исто телефонските закани беа, го слушна тоа претење и закани, ме однесоа дури во станица во полиција, направи записник во тоа. Тоа е она што го имам надворешен притисок и надворешни претења, а и внатре во комисијата имам притисок и претења од посебно од председателот на комисијата. Ви знаете лицата кои се? Не сум, после тоа, од кога бев во полиција, од кога направија записник за тоа претење, не ми се уволе, а дали полицијата го отирала и му запретила, не знам што тоа, не знам. Какви беа заканите? Па по живот, ќе ме дигнат колата во воздух, знаат како ми е колата, знаат кај живеат, дека ќе ми влезат како треба во спална, ќе ме дигнат во воздух и во тој правец. Тоа го има во записникот на полицијата, не е тоа. Рековте дека имате и притисок од Томе Аџиев, на кој начин се врши притисок? Па видете на закани или некој друг притисок? Па видете, ево на седниците на и вчера, и претходните седници ми прети и по живот, и по по фамилија, по она се изразува вулгарно, што не можам сега пред камери тоа да го кажам. Меѓутоа, ево, може да ви посведочи другите членови на комисија. Прети дека по завршување на мандатот ќе ме обесел, не знам што ќе ми правил, и некои глупости, за мене глупости. А зашто вие не го пријавите во полиција за ваквите закони? Нека се занесува човек, не ме плаши таа негова глупост.